Нели, секој пат е подобро, место 61-81. Тогаш веќе ја зимаме татковината во свој раце, тогаш веќе ќе бидат умртвени или како да ви кажам, анестетизирани сите екстремизми во Софија, Атина, па ако сакате и домашните екстремизми, да не се дојде до македонско национално единство и да не се окрупниме ние промакедонските партии до 81. Тој страф и во Калето и кај Америчката амбасада и кај овие Соросови инсталации во Брисел. Ние имавме еден убав настан, направивме една интеракција и со населението, имавме ангажирани докторки кои што мереа крвен притисок, мереа шекер, доста луѓе се запознаа со платформата, со нашите пораки кои што ги дадовме и имавме обраќање и Стефчо Акимовски и јас и мислам дека одлично поминавме со пораките и со. А текот на целава кампања како беше примат, како на терен? Па видите, изненадувачки добро. Ние бевме активни готово 24/7 овие денови. Луѓето не почувствувавме никаков отпор кон нас. Знаете, некој пат се приметува тоа во комуникацијата со луѓето. Луѓето не препознаваа на улица. Едноставно, мислам дека и дури ни принаоѓа со еден позитивен став, афирмативен став. Најчесто поставувано прашање ни беше зошто сите не се обедините, зошто сите заедно не ја турнете ова на народна власт и така натаму. Ние рековме дека имаме наспроти нас 53% неопределени, готово во континуитет со години наназад, па и во предизборијево исто така имавме. И дека тие 53% се изричито против Социјалдемократскиот сојуз, изричито против ВМРО ДПМН, и за нив претпоставуваме дека е потребна политичка артикулација со програмска платформа. Ние во X наврати рековме дека не ораме туѓа нива и дека се обидуваме да влеземе во тој корпус на гласачи, затоа што ми се чини дека нивниот молк е громогласен. Тие праќаат можеби најгромогласна порака до сите во Македонија. Можеби многу повеќе од сите овие 47 што излегува и што го дадоа гласот за една или за друга партија. Тие луѓе се уште се на страна, се уште немаат одлучено за кого, што и како. И нашата клучна цел, генерална стратегиска цел во парламентарна кампања беше да се обидеме да анимираме што поголем дел од тие неопределени да ги извлечеме од корпусот, затоа што и самата политичка емпирија и практика кажува дека ако над 72% имате излезност, тогаш задолжително настанува сериозно промена на политичката карта. Тоа важи и за Македонија. Тоа се случи секаде во бивши југословенските простори, сакате во Србија, сакате во Словенија, Хрватска, Босна, па и Црна Гора и Албанија, па и дури на Косово. Македонија последна некако каска за тој бран и затоа целевме дека треба да се фокусираме на тие 53%, да добијат еден вид политичка артикулација со одредена платформа, да се обидиме да ги заинтригираме, да ги мотивираме да излезат на гласање, да го дадат гласот за патриотска македонска партија. Нели, секој пат е подобро, место 61-81. Тогаш веќе ја зимаме татковината во свој раце, тогаш веќе ќе бидат умртвени или како да ви кажам, анестетизирани сите екстремизми во Софија, Атина, па ако сакате и домашните екстремизми, веднаш ќе се повлечат, ќе почувствуваат страфот и најголемиот страф кај дуи да не се дојде до македонско национално единство и да не се окрупниме ние промакедонските партии до 81. Тој страф и во Калето и кај Америчката амбасада и кај овие Соросови инсталации во Брисел, можеби кај овие глобалисти неолиберални во Вашингтон и така натаму. Нашава цел е благородна цел. Ние имаме изворено позитивна кампања и за председателските, но и за парламентарни избори. Излеговме со една изворена, иновативна економска платформа за економски препорот на Македонија. Имаме два клучни столба, две клучни генерални цели. Едната беше дека не смее да се чепне во уставот, особено не во зеницата на македонскиот национален интерес во уставот. Тоа е државотворната позиција на македонскиот народ и државноста на македонскиот јазик. Тоа мора да остане недопрено.
Ако тоа ние го обезбедиме, можеме да разговараме понатаму за други работи. Од тука нема никаква промена на уставот без да биде обезбедена, значи како бастион, како тврдина, македонската позиција. И тоа е чиста позиција. И ние тоа го кажуваме јавно, јасно, експлицитно во целава кампања. При тоа сме свесни дека притисоците ќе доаѓаат не само од Калето, од Брисел, од меѓународниот фактори така натаму, дека ќе имаме застој на патот кон Европската унија. Тоа е наша исто така генерална цел, да ние проградираме на патот кон Европската унија, но не по секоја цена, не омаловажени, обезвреднети. И знаејќи го ова, ние излеговме и со председателска инвестицијска иницијатива за време на председателската кампања за Стефчо Јакимовски. Излеговме и со изборна инвестицијска иницијатива, со која што направивме еден заокружен сет на мерки и инструменти на владини политики, на економски политики, на развојни политики, на инвестицијски политики, со кој што точно знаеме и науката и емпиријата ги потврдила како изворедни тие мерки и инструменти, дека ќе дојде до економски препород на татковината. Како? Тука имаме повторно два столба. Едниот столб е да сопреме растечката сиромаштија. Таа галопирачка, забрзана сиромаштија, огромен број од населението, бројни семејства живеат во така наречен екзистенцијален страв. Страв дали ќе опстанат утре, дали ќе успеат да ги прехранат своите деца, да ги одржат своите семејства. И тоа е, знаете, многу тешка позиција луѓето да живеат во страв за утрешниот ден. И тоа е едно сериозно бреме кое што го гуши, го ништи творечкиот потенцијал на секоја индивидуа, на секое семејство. И вториот столб на кој што ние таргетираме, ако сакате да ги покриете овие ралливи категории население, со социјални мерки, мора да создадете материјална основа. А материјалната основа е создаваат микро, мали, средни бизниси и крупниот капитал во Македонија. Тие се тие кои што вработуваат. Преку 80% од микро, мали, средни бизниси го создаваат бруто домашниот производ. Значи, онаа додадена, ново создадена вредност во една држава во текот на една година, и преку 70% ги вработуваат сите луѓе во Македонија. Значи, вработеноста доаѓа од микро, мали, средни бизниси. Од тука јасен ви е таргетот, вие каде треба да целите со сите мерки на владината политика, со сите мерки на овие владини и инструменти и така натаму решенија. Значи, многу јасна имаме цел и точно знаеме дека се што е компаративна предност на Македонија, се што е ресурс во Македонија мора да се стави во функција. И тука повторно имаме две линии. Едната линија е тоа што ни од Бога дадено. Ако имате 280 сончеви денови, Македонија нужно мора да стане соларен парк. Ако Македонија ги има двата најголеми басени за подземни води, Солунска глава и Галичица, покрај Виескиот кој што е прв по издашност на подземни води, тогаш задолжително вие мора да донесете национална стратегија за третиот бран на алтернативни извори на енергија, тоа е производство на енергија од вода, односно хидроген, или ако сакате зелен водород, зелен хидроген, како сакате. И сега тука доаѓаме не само до тоа, коридорот 8 и 10 се тука. Значи, вие треба да го мразите својот народ и да мразите својата држава, ако не гледате дека брзата железница оди по сите коридори. И од тука, ако ги имате коридорите 8 и 10 на ваша територија, тоа е крстот, поврзуваат исток, запад, север, југ, тогаш вие сте централна геостратегиска точка. Не за џабе Бисмарк велеше кој ја контролира Вардарската долина, тој контролира половина Европа. И сега Македонија го има тоа како ресурс и не го ползува. Македонија како ресурс има се уште 200.000 хектари обработливо земјоделско земјиште кое не е ставено во функција. И ние велиме многу едноставно, зошто ние тоа го чуваме, за кого го чуваме тоа земјоделско земјиште? 24/7, 365 дена во годината јавен оглас. Во првите 100 дена го објавуваат огласот и тој непрекинато тече. До 10 хектари ватарите на селата за мештаните. Над 10 хектари, нормално претходно, ако можете да групирате парцели. Затоа што, покрупни парцели даваат помал трошок по единица производ. А над 10 хектари, 20, 30, 50, 100,
вие апсолутно континуирано ќе ги давате се додека секоја педа земја не започне да произведува храна во Македонија. Зошто Македонија да увезува во моментов преку $1.000.000 храна? Па луѓе ни се смеат од околу. На толкова обработливо земјоделско земјиште, на толкови ресурси од Бога дадени, ние увезуваме храна. Македонија увезува преку 100 милиона евра месо. Внимавајте, месо увезува, а имаме 590.000 хектари пасишта. Зошто пасиштата да ги дадеме под концесија? Па треба гратис да ги даде државата, само да го развиеме сточарството, да покренеме фарми, да покренеме висока финализација. Значи ги имаме сите тие ресурси. Македонија покрај другото има 8 геотермални точки каде што имате подземни води над 60 степени. Ние сме идеална површина за развој на геотермален здравствен туризам. Таква концентрација на топли води над 60 степени немате никаде во Европа. Терме Словенија со една геотермална точка стана светска атракција. Зошто Македонија не направи 8 супра state of the art развиени геотермални зони за здравствен туризам? Тоа ќе биде центар на светот за здравствен туризам. Од цел свет ќе доаѓаат.